Не, тука сме, јако со мало задоцнување поради подолгото трајање на нашите вести. Тука сме да ви овозможиме и денеска, кој што мисли народот, да размислувате, да коментирате. Овој пат говориме и ќе говориме за местото во кое што се донесуваат законите. Закони кои што пред некаде после Нова година, односно изненадувачки се случија неколку решенија кои што минаа веќе во собранието и ми се чини придонесува за мало размрадување на медиумската, односно на политичката сцена, се извинувам, за медиумите говоревме пред некој ден, на политичката сцена и за малку поинаква поставеност на работите. Ставање настрана на некои од редовните теми. Не знам колку гостување имало на пратеници, без исклучок се зборело за дел од законите, за теми како за законите кои што се донесени, стечајци, професионалната војска, некои слични теми. И сега таму некаде пред 20 на дена беше кажано јавно дека се донесуваат тие закони. Токму затоа ќе биде интересно и вечеров да говорим, бидејќи со нашата вечерашна гостника кој да гостува, на овие теми се говорило и се поставувало прашања од вас. Со нас и со вас е господја Надица Танчева-Тулиева, пратеничка во Републичкиот парламент. Господјо Танчева-Тулиева, добро вечер. Добро вечер и на вас и на гледачите на вашата емисија на телевизија Стар и благодарност за поканата. Како ви се обраќаат господјо пратеник, господјо Танчева-Тулиева, господјо Тулиева, како ви се обраќаат? Најразлично. Надица. Да. Како и да е. Јас би започнал, ќе говориме за законите, меѓутоа каква е атмосферата во парламентот, со оглед на тоа дека се распишани претседателски избори и виси во воздух распишување или не на парламентарни, со оглед на тоа дека во таква ситуација ќе треба да се размислува нели кој ќе биде повторно кандидат, како ќе биде, што ќе биде. Влијае ли на работата целата таа ситуација? Па ситуацијата сега до овој момент апсолутно не влијае врз работата на парламентот, затоа што верувајте, имаме исклучително многу закони кои што треба да ги донесеме. Нашата работа е таа да донесуваме закони со кои што ќе го подобруваме животот на граѓаните во Република Македонија. Имаме закажано уште една седница на 19-ти, значи имаме исто така комисиски расправи, пленарна седница ни престои, така да нема некое големо влијание она што ни предстои, претседателските избори. Значи за избори сме спремни, доколку има и парламентарни избори, исто така нашата политичка партија е спремна и за тоа. Ќе биде интересно со оглед на тоа доколку има парламентарни, но тогаш ќе говориме сигурно на таа тема околу кандидатите, може би бидејќи претседателските веќе се насетува, се зборува. Меѓутоа, јас би рекол дека во парламентот претпоставувам дека кога беше поинтересна атмосферата во парламентот? На денот кога беше објавено дека ќе се носат вакви закони или кога беше расправата во парламентот? Говорам за законите за стечајците, за решавање на статусот на војниците. А така сите, да речеме, имавме информации до некаде дека такви закони се на повидок и дека такви закони ќе се донесуваат, а вие кажавте така некако ненадејно дека дошла таа изјава од владата, меѓутоа тоа не е ненадејно. Значи, ниту еден закон кој што владата го доставува во парламентот на Република Македонија не е ненадејно. Претходно за да се направи еден закон, му престојат навистина многу анализи, разговори, преговори и така натаму, во зависност од тоа за каков закон станува збор и посебно овие тематики у делот на стечајците, на минималната плата, на административни службеници и така натаму, значи се прават обсежни анализи, бидејќи владата на ВМРО-ДПМН е влада која што сериозно гледа на проблемите и таа може да излезе со некој закон доколку има решение за проблемите на одредена категорија на граѓани. Стечајците можеби најмногу прашува, верувам дека вечерот ќе има прашање бидејќи слушам повторно реакции дека пак останува нерешено за сите. Дали е така? Вака ќе ви кажам, значи ние го донесовме законот за стечајците во 2008 година. Со тој закон беа некаде околу на 3200 стечени работници им се реши проблемот, односно се стекна со правото на надомест. Така. Од 7100 денари плюс здравствено осигурување. Значи сега не се работи за нов закон, а се работи за измени во законот, односно ние сега го прошируваме опфатот на предпријатијата кои што биле во државна доминантна сопственост до 2013 година. Што подразбира тоа? Период од април 2000 година до декември 2013 година.
Јас би сакала да ви кажам дека се реши тогаш навистина еден голем проблем и сега со последните анализи кои што се правени, а допрва и се прават, има рок нели од 15 дена во кој што ќе се дадат подеталните информации, ако претходно се правеа доста опсежни анализи и со овој закон некаде ќе се опфатат барем до сега околу 3240 стечени работници. А вие гледате во парламентот нели се што се случуваше по однос на овој законот за стечајците, имено наместо да го донесеме законот многу брзо, за да веќе ние имаме една недела во која што и те како ќе се обработуваат податоци, имавме на еден начин обструкција од страна на опозиционите пратеници. Ќе се задржиме нова да вклучиме така, гледач, ќе се вратиме на овој закон бидејќи интересен. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав до гостинката, односно пратеничката во Собранието на Република Македонија, господ Геннадица Танчева-Толиева и до вас во студиото на телевизија Стар. Јас сум Зоран Георгиев, 37 години и сум професионален војник во армијата на Република Македонија и упатувам најискрени честитки за донесениот закон за нас професионалните војници во армијата на Република Македонија, но имаме на сознание, односно еден дел од моите колеги наводно дознале дека и припадниците на ОНА ќе ги следува овој закон. Ме интересира, односно прашањето до пратеничката, односно вашата гостинка, дали е тоа вистина или не. Поздрав до вас и до гостинката. Благодарам многу. Благодарам многу. Да, благодарам на прашањето. Значи, меѓу другите, исто така закон кој што го донесовме, законот за професионалните војници, првично знаете дека се однесуваше на оние до 45 годишна возраст, да после тоа бидат збринете, меѓутоа ние како пратеничка група поднесовме амандмани, го проширивме и тука опфатот, односно и оние кои што останале без работа на 35 годишна, односно 38 годишна возраст. Овој закон и самиот закон, така се нарекува, за припадниците во служба на армијата на Република Македонија, се однесува за професионалните војници. Така, значи нема ништо поврзано со тоа не се припадници, веројатно така, тоа се однесува на професионалните војници во служба на армијата на Република Македонија. Така. Речи дали имаме гледач? Не, гледаш, добро. Да се вратиме на рековте обструкции. За какви обструкции стануваше збор? Како да ви кажам, значи некако имаше некое чудно однесување од страна на пратениците од опозицијата, бидејќи цело време ги критикуваа сите закони, вклучително и законот за стечајците, каде што на вистина крена една голема прашина, одолго влекување во матичната комисија за труд и социјална политика неколку дена, исто така на пленарна седница, значи се испојавија сите за збор. Јас дури имав и еден апел за да се откажеме сите од дискусија, за час поскоро да го донесеме законот за стечајците, бидејќи луѓето чекаат на него, бидејќи со неговото донесување ќе отпочнат законските процедури, меѓутоа тоа е стилот на работењето на пратениците од опозиционите партии. Јас сметам дека се работи повторно за еден исклучително добар закон, бидејќи со овој закон, поточно измените во законот во кој што, нели да не се навраќам на тоа, во кој што го проширивме опфатот во моментот до сега, значи ќе се опфатат 3240 стечени работници. Имавме некои дебати во делот како вие од Штип во Македонка, фабриката, луѓето ги оставивте без работа и така натаму, барем ние штипјани знаеме како и на кој начин кој раководеше до 98 со текстилниот комбинат Македонка, кој ја докара Македонка во таа состојба во која што дојде и како се случи понатаму стечајот, ликвидација и така натаму. Јас би сакала да потенцирам овде, ако се сеќавате добро, во периодот од 98 до 2002 година. Значи, на неколку илјади работници од текстилниот комбинат Македонка им беше платен стажот. Тие немаа плаќано придонеси 10 години. Тогашната влада на ВМРО ДПМН им го плати стажот, така да многу од тие работници влегоа во пензија, значи го остварија правото за остварување на пензија, а многу од тие сега, значи ги имаат тие 25 години кои што ги бара законот за стечајни работници. Доколку не било тоа, сигурно и тие луѓе немало да го исполнат условот сега да можат да го земат овој материјален надоместок, да се разбереме, тоа е многу јасно. Ќе се вратиме пак и на ова, нов гледач, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Анонимна гледачка од Штип. Да, повелете. Прво сакам да ја поздравам пратеничката, секоја чест за нејзиното досегашно залагање и сакам да ја прашам врска со темата. Значи, вака, јас сум сега стечаец, меѓутоа мене ме интересира на кој начин сега ќе ми биде исплатена на мене платата за минатата година
и дали ќе ми биде платено и здравственото осигурување. Како мислите, сте една година? Да, и сега мене ме интересира дали за претходната година ќе ми биде исплатена мене таа просечна плата што не сум ја земала и на кој начин ќе ми биде на мене регулирано таа здравственото осигурување за изминатиот период. Така, добро, интересно прашање. Благодарам, пријатно. Да, благодарам на прашањето. Значи, законот е многу јасен и дециден и јас сега заради сите останати гледачи би сакала да ги кажам оние услови кои што треба да бидат исполнети за да може да се стекнат стечајните работници, оние кои што ги исполнуваат условите со овој надомест. Имено фирмата од која што доаѓа невработеното лице да е со доминантна државна собственост од која што е прогласен за технолошки вишок стечај или ликвидација. Да има најмалку 25 години работен стаж како корисник на паричен надоместок во Агенцијата за вработување. Понатаму, меѓувреме, ако бил вработен, да не му прекинал работниот однос по негова вина или волја, што подразбира спогодбено отказ од работа или отказ од работодавец и на крајот да е невработено лице кога го поднесува барањето во рок од 30 дена од донесувањето на законот. Значи имаме многу јасни и прецизни одредби. Ово што го прашува гледачката, значи ако во минатата година како стечен работник добива некој надоместок како невработено лице, ако се пријавила и би требало таму да биде регулирано здравственото осигурување. А од моментот кога ќе се донесе овој закон, кога ќе се донесе овој закон, таа ќе добива надоместок од 7100 денари плюс здравствено осигурување. Од каде сега реакциите дека не се решава на сите? Зошто видов излезе Лилјана Георгиевска повторно имаше не е решено на сите. Што се случува? Видете, има одредени ситуации каде што да речеме во некој временски период кога се правела таа приватизација, па поминале неколку години, веќе биле во приватна собственост, па дури после тоа настанал стечајот или ликвидацијата и тоа се тие услови каде што определени стечени работници нема да можат да си го остварат своето право. Меѓутоа јас би сакала уште едно да потенцирам. Кога го донесовме ние законот во 2008 година, нели кажав некаде околу 2000 и нешто стечени работници се стекнаа со тој надомест. Имаше определени случаи кои што беа малку покомплицирани. Тие луѓе се работи некаде за околу 800 стечени работници кои што си поведоа судска постапка и тие си го остварија своето право на надомест од стечај, ликвидација. Што станува и сега веројатно на таков начин Исто така, да, значи анализите, мислам многу темелно се работи сега во владата, бидејќи целта на донесувањето на нашиот закон е ние сакаме да се реши проблемот на што повеќе стечајни работници, а не како што веле од Социјалдемократскиот сојуз дали на 5 луѓе вика вие ќе го решите проблемот. Не е точно. Ние со таа цел го донесуваме законот да можеме да обештетиме што поголем број на стечајни работници. Значи, тоа е целта на законот. Очекувавте ли, со оглед на тоа дека комуницирате и претходно во парламентот, дали се знаеше, дали очекува пратениците од опозицијата дека ќе се случи вакво нешто? Дали насетува? Јас мислам дека тие очекува... Од настапите претходно се добиваше впечаток дека се нема намера да се реши ова прашање, дека ќе остане понатаму на таков начин, дека никакви... Значи, јас ви кажав, ниту еден закон од владата не доаѓа случајно. Настапите на опозицијата, сакам да кажам. Така, значи, опозицијата мислам дека очекува, бидејќи тие се добро информирани како работи владата, што прави, какви анализи прави, дека темелно ги гледа проблемите, ги знаоѓа начините како да се реши проблемот и навистина тој да се реши. Сега ние не можеме како Социјалдемократскиот сојуз поднесува закони за решавање на проблемот на стечајните работници, несериозни закони, како да ви кажам, со 15 години работен стаж, не направени анализи за финансиски импликации, недоставување на точни бројки, да се донесе закон само популистички. Значи, а и самите знаат дека таков закон не може да се донесе. Така би сакал после овој гледачи реклами да проговориме за тие мерки кои што се најавуваат економски, веројатно имате своje мислење за тоа. Гледачот па потоа реклами. Добро вечер, повелете. Ало? Добро вечер, повелете. Повелете ли, слушаме? Ало? Да, повелете. На телефон поранешен професионален воин. Добро. Јас сум отпуштен со 38 години старост. Сега сум вработен во приватна градежна фирма. Добро. И аз сум осигуран ама не сум осигуран за редовен работен однос.
Дали ме опфаќа тој закон за професионални војници? Така, добро, благодарам на јавањето. Имаше разговори околу тоа дали ќе важи за оние кои што во меѓувреме нашле работа, излегле од армијата, но нашле работа во меѓувреме, како ќе биде за тие? Ете, гледачот вели не е со постојано работно време, со целосно осигуран. Не осватив гледачот така, која категорија. На 38 години професионален војник кој што е отпуштен на 38 години излегол и сега работи во градежна фирма. Така, значи законот беше таков, прво до 35 што го донесе СДСМ велеше дека НАТО бара такви стандарди, воопшто не беше така. Понатаму ние го продолживме на 38-45. Значи јас и на почетокот кажав, со поднесувањето на тој амандман, опфатот да се прошири, овде се влегуваат и оние професионални војници кои што им престанал нели работниот однос со 35 и 38 и 45. Значи ги опфаќа сите. Така режија најверојатно не по негова вина, тој останал туку со исполнување на старосната граница. Ако е таков чист случај, значи ги опфаќа. Законот треба да важи и за него. За него, така. Режија време за првиот блок на реклами. Ја гледате емисијата Што мисли народот.